Добар ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Ова шоу вистински постои само за вас, а јас секојдневно со задоволство готвам со цел да ви дадам добра идеја што да направите дома поразлично од она или што го имаме како неделно мени и така натаму. Денеска ќе готвиме една интересна традиционална тава со 3 вида месо и со многу зеленчук, каде што главен акцент ќе удриме на празо, затоа што тој ќе ја даде целата таа убава енергија во тавата, и секако ќе направам македонски тикварник, кој е на вистина голем традиционален специјалитет по кој сите оние кои сакаат да јадат тиква бескрајно уживаат. Бидете со нас затоа што веднаш почуваме. Македонски тикварник. Нашата традиција. Тиквата е нашето македонско злато и во овој период од годината ја имаме во изобилие затоа што е највкусна, цената е одлична и верувајте, сите треба да ја конзумираме, да ја готвиме затоа што е навистина многу здрава. Имаме тавче кое го ставив на оган, на среден оган ќе го наместиме и откако ќе се загрее во него ќе додадеме малце масло, ќе ја додадеме тиквата и шекерот, 7-8 минути убаво да се пропржи, да омекне, од која ќе омекне во незе ќе додадеме млеко и гриз и ќе оставиме полека и постепено да си крчка. Откако целата таа смеса ќе биде готова, ќе додадеме кора од лимон, цимет, јајца, тука е душата на нашиот тикварник. Тавчето е загреано, ќе го додадеме маслото. Осем македонскиот познат и традиционален тикварник, денеска ќе направиме една тава со различни типови на месо, каде што имаме говецко, имаме мелено, имаме свинско, имаме прас, имаме црвен кромит, лук, морков, пиперка, млади компирчиња. Има да биде за мерак, верувајте. Јас сега ќе ја додадам тиквата, меѓутоа полека. Ете така. Одлично. Погледнете оваа убавина, погледнете го колоритот. Ајде сега ќе ја испржиме, а дорека таа се пржи, јас ќе почнам да го правам и главното јадење со неколку видови на месо. Уклучете ја ринглата, ставете го тенџерето да се загрее гусено, тенџер. Нема ништо поубаво од тоа да сготвиме тивко готвена храна во гусено тенџере, затоа што гусот е идеален за вакви јадења. Што треба да направиме? Така, месото го извадив, направив големи ќофтиња, кои ќе ги испржам заедно со останатото месо, ќе го исечам на парчиња. Ете така. Добро ќе го зачинам со дафинка, сол и бибер. Потоа ќе додадам и ловор, ќе додадам све што треба, меѓутоа мораме да почнеме. Еве и говецко. Ова ќе биде многу убава тава. Одлично, тавата е загреана. Јас ќе си додадам брилјант малце внатре. Откако го ставив маслото да се загрее, во него ќе додадам зелен бибер, убаво малку да се испржи. Откако ќе се испржи, ќе го додадам месото, а откако ќе го испржам целото месо, ќе го извадам и во него ќе го додадам зеленчукот. Еве го биберот почна убаво да се пржи. Многу го сакам мирисот на пржен бибер. Одлично. Ќе го додадам говецкото месо. Месото се запекува на силен оган, создава златна кора и го пушта оној длабок домашен мирис што ја гради целата тава. И ќе го оставам убаво да се испржи, да фати кора од сите страни. Многу пати сум кажал зашто, со цел
да го задржи обликот и да биде баш онака како што сме го исекле кога ќе го јадеме, да се осети цело парче. Ќе му дадеме уште малце црн бибер, меѓутоа многу малце затоа што веќе во него имаме бибер, и секако на самиот почеток ќе додадеме сол, кој секогаш треба умерено да го додаваме, за да не ја пресолиме храната. Така, супер. Тиквата го намали волуменот и комплетно омекна, драги мои гледатели, колку малце време е потребно. Во нејзе ќе го додадам млекото и гризот, како што ви кажав. Погледнете ја бојата. Македонски тикварник или во превод македонски пудинг. Некои луѓе го прават без никакви други додатоци, меѓутоа јас денеска ќе го направам со домашни кори. Неколку кори ќе ставам од оздола, па ќе додадам од филот, па уште една кора, ќе додадам повторно фил и од озгора ќе затворам со кора. Прас. Нешто кое навистина е многу вкусно, нешто кое е сезонско и нешто кое е многу здраво за нас луѓето. И сечете ги на поголеми парчиња. Ќе го ставиме прво кромидот, празот, заедно да се испржат, а потоа постепено ќе ги додадеме и другите зеленчуци. Кромидот ќе го исечкаме исто така на крупни парчиња. Тикварникот си крчка, ја доби потребната густина и на прав пат сме. Драги мои, погледнете ја структурата на тиквата. Толку добро термички се обработи, што стана како едно. Тиквата ќе ја тргнам овдека на страна. Овој дел од шпоретот ќе го исклучам, ќе го извадам ова месо. Извадете го комплетно со сосот. Тука е вкусот. Не оставајте да изгори. Оф. Како би рекол, јас сега би си махнал во ова колку вкусно и примамливо изгледа. Нашите пријатели од Брилјант се погрижија, јас никогаш да не се изгорам, за да бидам секогаш спремен и да можам да направам се што треба. За мене се грижи ПЗУ Ива Беланова. Ќофтињата ќе ги додадам и тие да се испржат. Сега, добро измешајте ја тиквата. По незе ќе додадеме кора од еден лимон, кој ќе ја даде свежината што всушност е потребна. Меѓутоа, морам да додадам малце сол на ќофтињата. Одлично. Ќе ја измешам тиквата заедно со кората од лимон. Со самото мешање, всушност, ние го подпомагаме и процесот на ладење. Затоа што, ако ги додадеме јајцата во многу жешка тиква, тие ќе се сварат, а тоа верувајте дека не ни е потребно. Втора работа што ќе направам е во тиквата ќе додадам цимет. Тиквата се пржи до златно жолта боја. Се реди меѓу корите и полека ја полни рерната со мирис што сите го знаеме. Ќе додадеме ванила, ќе додадеме малце сол, кој всушност е засилувач на вкусот. Одлично. Сега ќе оставиме уште малце да подолади, а кога ќе подолади и кога ќе биде под 60 степени температурата, тоа многу едноставно се осеќа, ќе видите, тоа е моментот кога ќе земете со лажиче и кога ќе ставите во уста и можете едноставно и лесно да го изедете и не ве гори, не ве жежи. Така. Јас за тоа време ќе го досецкам зеленчукот, затоа што и ќофтињата одлично си се пржат. Исто и морковите нема да ги сечеме на многу тенки крукчиња, затоа што сепак станува збор за тава со месо, каде што не само месото, него и зеленчукот треба да го видиме.
една цела главица лук. Замислете кога ќе ја пушти својата арома додека тивко се готви. Може ли тоа да не биде вкусно? Секогаш ќе биде вкусно. И еден мал додаток, како црвена македонска пиперка. Црвената пиперка е зеленчук кој навистина има многу јак вкус или арома. И затоа една ќе биде сосема доволна за тоа што не сакам целата тава да мирисе само на пиперка, него едноставно да го добиеме вкусот на пиперката. Да проверам јас сега до кај се моите ќофтиња. Шубаво си се испржија. Браво. Оваа тава денеска што ја правам е за 6 до 8 лица. Значи, идеално, околу кило и 500 грама месо, а исто толку зеленчук. Сега сето тоа ќе се калира, ќе се направи, има да биде путер. Одлично, ќофтињата се сготвени, онолку колку што треба. Сега доаѓа моментот кога полека и постепено ќе го додадеме зеленчукот. Како што кажав, прво ќе го додадеме кромидот и празот, да ги пуштат чекерите, да пуштат аромата. Тука ќе го добиеме моментот на вистината и на вкусот. И секогаш внимавајте кога ставате во тавата да не се испрскате, затоа што многу пече. Јас ќе го додадам и лукот заедно со празот и кромидот. Ви спомнав преска за пиперката. Зошто ставам малку пиперка? Затоа што е многу јак незиниот вкус и може све да отстои, да освои. Сега, пиперката ќе ја исечам на поситни коцкички, да ја има насекаде. За разлика од сите други зеленчуци денеска, пиперката ќе биде ситно исецкана. Празот и кромидот почнаа да си го прават своето. Нема ништо поубаво. Морковите, празот, пиперките, кромидот и младите компири кратко се пршат. Боите оживуваат, а зеленчукот го пушта својот природен вкус. Основата на една богата домашна тава. Сега, драги мои, откако зеленчукот двојно го намали волуменот, во него ќе додадеме бело вино. Ќе ги додадеме морковите и ќе ги додадеме младите компири. Добро ќе ги измиете едно по едно и ќе ги оставите во длабока вода да постојат едно половина сат. Сега ќе ги додадеме и нив внатре. Сега иде главната звезда. Ќе го додадеме и месото. Погледнете го џусот од месото. Видете. Тука е вкусот. Сега, ловоров лист. И мојот омилен зачин, храната направена со дафинка, е навистина многу вкусна. Сосема доволно. И 4 сезони .mk или нашата веб продавница. Да рачете си еден ваков убав бокал за грејење вода, за тоа што е идеален. Сега погледнете. Ќе оставиме малце да прокрчка и веднаш го ставам во рерна да си се пече на 160 степени, едно 2-2,5 часа ќе бидат сосема доволни. Додека тавата си се пече, ќе го средам и тикварникот, ќе го ставам и него да се пече, ќе си свараме на убаво кафенце и буквално ќе уживам додека ги чувствувам мирисите на сето она што денеска го готвам. За тикварникот, како што ви кажав преска, температурата сега е одлична. Само да земам едно лажиче да пробам.
Баш како што ви кажав преска, температурата е одлична и сега може да ги ставиме јајцата. Во рецептот што ќе го најдете на нашиот сајт пишува 3 јајца, меѓутоа овие јајцата што денеска ги купив беа малку помали и јас веднаш ставив 4, нели нормално. Вака. И земам една маталка и полека со големо внимание ќе ги изматам јајцата. Оваа маталка е од хром никел 1810. Тавчето е со многу добар и јак тефлон, така да ако нежно мешаме, нема да се изгребе. Меѓутоа, никогаш во овие тавчиња немојте да, кога готвите, да користите алатки кои може да го изгреба тавчето, затоа што тогаш веќе сте го уништиле тавчето и буквално ништо не сме направиле. Кога тикварникот ќе биде готов, направете прелив од мед, вода и лимон. Убаво нека издинста. Кога ќе биде жежок, попарете го одозгора малце. Има да добие уште поубав вкус. Еве вода. Еве мед. И неколку капки лимон, да не биде многу кисело, него само да биде киселкасто. Тоа е уствари поентата. Домашни кори. Сипете малце гриз на дното од тавата. Земете една кора и убаво и нежно премачкајте ја со масло. Земете уште една кора и неизе премачкајте ја исто така со масло. Земете кутлача и ставете ја смесата внатре. Сега ќе земеме уште 2 кори. Ќе ги ставиме и нив. Тука исто така ќе ги премачкаме со масло. 35 до 40 минути на 180. Тавата за 2,5 часа. Таман кога тикварникот ќе биде испечен, ќе има време добро да се олади, за после ручекот да се заблажите и вистински да уживате. Со добра организација можеме све да направиме да биде како што треба. Одлично. Сега, измазнете ја малце. Така, убаво, одлично. И на крај се што треба да направиме е да ставиме уште една кора или 2 од озгора, кои исто така ќе ги премачкаме со масло. Морам да си доземам уште малце масло. Така. И нежно, да не навлезе кората во тикварникот скроз натре во смесата, него да биде нежно од озгора ставена, а намастена, за да може да се одвојат една од друга кора и да дојдат како слоеви, не само за да се залепат. Време е за сервис. Прво и основно, брилијант, ова е еден дел од наградите што ги добиваат сите оние кои ќе го посетат нашиот сајт или нашата ТВ продавница 4сезони.мк и ќе нарачаат производ во износ на 100.700 денари. Не само ова, него витаминка овој пат спреми за вас на вистина многу интересни
подароци кои вистински ќе ви послужат и вистински ќе уживате во нивниот вкус. Сега ќе го ставам во една голема чинија, затоа што ова е вистинско фамилиарно јадење. Тавата излегува румена, тикварникот совршено испечен, а чинијата станува приказна за македонската традиција. Боите, топлината и текстурите се заедно создава вкус кој ги собира сите околу масата. Луѓе од убавина и ќе запеам и ќе заиграм. Екипава ми се смее тука, едва и чекаат. Ајде сега, македонскиот тикварник. Еден и единствен. Јас решив да го дополнам со семкиот тиква испечени. И на крај велат дека трудот секогаш се исплатува. Еве доказ дека навистина е така. Тикварникот и тавата ни покажуваат дека традицијата живее преку вкусот. Скромни состојки, а јадење што секогаш носат радост. До следното готвење нека мириса домот на традиција. Драги мои, тоа беше се за денеска. Тавата испадна превкусна, а од тикварникот се бара парче плюс. Верувајте за тоа што е вистински деликатес. Бидете утре со нас, имајте добра и пријатна ноќ и секако не заборавајте да ја посетите нашата веб-продавница 4сезони.mk и уште еднаш голема благодарност до Центарот за физикална терапија доктор Ели Беланова од населба Лисиче, која се грижи за секогаш да бидам во добра форма. Добра ноќ!